Над зидовите на зградите секојдневно осамнуваат графити. За жал помалку се оние кои содржат љубов, а повеќе има пораки кои шират омраза. Ана Битолјану од првата детска амбасада Меѓаши вели дека таа е дел од програмата за мировно образование, каде што поттикнува активизам и индивидуална одговорност. Градот ни е на многу места вандализиран со графити кои што поттикнуваат на омраза и се контра со животот и контра било какви човечки вредности. Меѓутоа, ние се навикнуваме и некако сметаме дека тоа мапирање и обележување на градот е нормално. Работам во програмата за мировно образование, која што се обидува да поттикнува и индивидуална одговорност и активизам, меѓутоа и колективна. Графитот "Мртов шиптар, добар шиптар" кој го измени во "Смрт за омразата, љубов за сите" Гордана Пирковска Змијанац ја чинеше прекршочна пријава затоа што избриша порака со омраза. Таа не сакаше да зборува пред камерите, но вели дека наместо институциите да ја поддржат, тие ја судат. Никаде во образложението од МВР не пишува дека побарав институционална поддршка да се најдат и казнат лицата кои шират говор на омраза преку графит на улица Борис Сарафов, зграда број 42/3. Пријавив дека веќе подолго време на тоа место стоеше напишано "Смрт за шиптарите". На своја иницијатива го бришав неколку пати со спреј и местото каде пишуваше "Шиптарите" го прикривав со црн спреј, а допишував мирољубива порака. Но секогаш кога ќе го направев тоа, набрзо осамнуваше нов графит со истата содржина или порака. Според законот за прекршоците, против јавниот ред и мир, член 27 се вели: кој го оневозможува користењето или оштетува јавни згради, јавни чешми, извори, плажи, паркови, шеталишта или други јавни објекти, инсталации или истите ги загадува со материи и отпадоци со кои се загадува животната средина и природата, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност. Пред еден месец на улиците во Тетово поставен е сообраќаен знак на кој е прикажен патоказ до седиштето на ДУИ, јавна куќа ДУИ. Во врска со ова, партиски активист на Движење Беса беше на распит. Тој изјави дека му било вршено политички притисок, навредувачки графити имаше и над зидот на Институтот за албанско културно и духовно наследство во близина на градскиот парк. Телевизија 21 праша во МВР колку казни досега се изречени за пишување на навредливи графити, но оттаму нема одговор.